председателе. Ние предпоставувавме дека може некои пратеници да заборават на зелената агенда по однос на првиот предлог закон, па одевме на втора варијанта, сепак да се даде шанса да се заштити природата и зелената агенда на владата преку овој втор предлог закон за дополнување на заштита на законот за заштита на природата. Бидејќи пратениците го имаат и овој, гледам дека за разлика од другите, иако е поскратена постапка, сепак се отвора, зашто сум благодарен на системот и на надлежните. Ќе одам со неколку објаснувања за самиот предлог закон. Во Законот за заштита на природата се уредува заштитата на природата преку заштитата на биолошката и другата разновидност и на природното наследство во заштитени подрачја и надвор од заштитени подрачја, како и заштитата на природни реткости и одржување на рамнотежата во самата природа. Заштитата на природното наследство се остварува преку воспоставување на систем кој ги утврдува мерките, постапките и методите за стекнување на статус на природно наследство и исто така се остварува преку воспоставување на систем кој ги утврдува мерките, постапките и методите за прогласување на природни реткости и спроведување на незина заштита. Една од целите на овој закон, како што добро знаете, е испречување на штетните активности на физички и правни лица. Пак ќе напоменам уште еднаш и на физички лица, значи не само на правни. Заштита да не се нарушува природата како последица на технолошки развој или извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата. Со предложениот предлог закон за дополнување на Законот за заштита на природата се допрецизираат активностите со кои се загрозува изворноста на националниот парк, како поставување на временни објекти, како и градење на објекти, приватни живеалишта или викендици во национални паркови. Со предложената измена на законот ќе се постигне поголем увид и контрола за поставување и градење на објекти, дали тие објекти се од интерес за националниот парк, дали се работи за приватни живеалишта или се работи можеби за викендици, со цел законски да се зацврсти заштитата на националните паркови и на поексплицитен начин да се укаже дека градењето на приватни објекти во националните паркови не може да биде предмет на никаква легализација со друг посебен закон. Оценката на финансиските средства потребни за спроведување на овој закон и податоци за спроведување на овој буџет не се потребни дополнителни финансиски средства од државниот буџет. Сега додам на тоа што сметам дека се посериозни аргументи. Во Законот за заштита на природата, во членот 75, по ставот 1, се додава нов став 2, кој гласи: забрането поставување на временни објекти, како и градење на објекти, приватни живеалишта или викендици во национален парк, а доколку се случи таква градба, истата не може да биде предмет на легализација по ниеден друг законски основ, туку мора да биде срушена или одстранета од самото место, кое во најкус можен рок мора да биде вратено во првобитната природна состојба пред градбата. Да го преведам на ова на поедноставен речник: доколку некој во Националниот парк Пелистер, во Националниот парк Маврово или во Националниот парк Шарпланина се изгради викендичка, а собранието некогаш донесе закон за легализација на дивоградби, тоа во никој случај да не може да се однесува на легализација на дивоградби кои што се во национални паркови. И сметаме дека на ваквиот начин ќе се заштитат националните паркови, бидејќи ако еден физички или правен субјект изгради викендичка или приватна куќа во национален парк, тогаш за тоа се отвара ризикот и можноста таквиот пример да го следи некој друг или група на други физички или правни лица и тоа да биде на нанесување на голема штета на националниот парк, односно националниот парк да ја изгуби компонентата за која што е основан. Потоа, она што сакам да го напоменам посебно е дека ваквите изградени, би рекол, диви објекти
приватни живеалишта или викендички во националниот парк, сметам дека ќе биде потребно во најкусможен рок да бидат отстранети или да бидат срушени и бидејќи денес имаме и напредна технологија, како што се и сателитски снимки и други, би рекол, алатки кои што стојат на располагање, врз основа на таквата технологија да може да се направи увид како изгледало местото каде што да кажеме дека е изградена одредена викендичка во претходната состојба, за да може истото место да биде вратено во најкосможен рок во првобитната природна состојба во која што се наоѓал националниот парк пред градбата. И сметам дека ваквиот товар, тоа сепак ќе представува финансиски товар, да се сруши или отстрани одреден приватен објект или викендичка, треба да биде финансиски на трошок на оној кој што ја изградил или чија собственост е таа приватна куќа или приватна викендичка или можеби некој објект кој што е изграден на некое правно лице. И затоа сметам дека со ваквиот краток, да кажам, член, измена и дополнување на овој закон, уште еднаш ќе дадеме шанса и прилика, но и поголема законска можност за заштита на националното богатство во прогласените национални паркови во државата и ќе се санираат досега сторените, би кажал, штети на тој природен баланс во националниот парк. Ќе треба таквите објекти да се отстранат, да се срушат или да на друг начин да се доведат во првобитната состојба, а ефектот во иднина би бил што со ваквото введување на една по-строга норма заштитата на националните паркови од можни диви градби од страна на физички или правни лица ќе биде превенирана, може да влијае и позитивно да не се прават вакви лични, приватни викендички од страна на други физички или правни лица во иднина. И повторно ќе кажам, бидејќи секогаш се збори дека високо на агендата на сегашното владеачко мнозинство е заштитата на националните паркови, заштитата на животната средина, како и зелената агенда. Сметам дека тоа што државата го има прогласено како национален парк, треба да биде почитувано и доколку некој изградил дива градба во национален парк, без разлика дали е викендичка или е приватна куќа или некој друг објект, треба да биде доведено во правобитната состојба на трошок на физичкото или на правното лице кое што ја направило таквата градба. И другата напомена, што исто така сакам да подвлечам, е дека таквиот трошок за отстранување на ваквите диви градби, направени од страна на физички или на правни лица, да финансиски да падне како товар не на националниот парк, не на државниот буџет, туку да падне на товар на физичкото или на правното лице кое што изградило ваков див објект, кој што може да биде викендичка или приватна куќа или некое друго или друг објект. Глобите веќе ги има, кои што се дадени во самиот закон и тука не би правеле некои дополнителни интервенции, но со самата ваква интервенција ќе биде јасно ставено до знаење дека без разлика кој на каква позиција е во одреден момент, дека нема да може диво изградена викендичка или приватна куќа во национален парк, ниту сега, ниту во иднина да биде легализирана со било каков друг закон. Ние пред некој ден тука имавме за гостинка претседателката на парламентот на Швајцарија и замислете во Швајцарија, во националниот парк, некој помошник министер за внатрешни работи или некој директор на државна агенција да се изгради своја викендичка во некој национален парк на Алпите. Мислам дека тоа би било не само швајцарски, би било и европски скандал и затоа сметам дека не би требало да се надпреваруваме по однос на европските вредности со скандали, туку да донесеме одредени законски решенија кои што може да превенираат вакви девијации, а да бидат во корист на националните паркови како државно и национално богатство. Благодарам многу.